Почитувани сограѓани, денеска, како прво сакам да го честитам нашиот голем празник, 7 септември, денот на ослободувањето на град Кавадарци, нека не е за многу години, да не е вечно Кавадарци, секогаш да живееме слободно и убаво. Исто така, од денеска натаки, официјално нова пресконференција го отвараме Тиквишкиот Грозобер 2018 година, со тоа што од денеска почнуваме со свечена седница по повод доделување на 7 септемврските награди на наши сограѓани заслужни во нивните индивидуални придонеси и нормално со музичка програма од вечер и од утрешниот ден натаки веќе имаме комплетна програма за Тиквишкиот Грозобер. Накратко би сакал да образложам околу спремањето на Тиквишкиот Грозобер. Грозоберот се подготвува веќе 6 месеци, така да некаде од месец февруари, заедно со граѓаните, со иницијативи, со невладени сектори, со професионални агенции, со службите од општина Кавадарци го подготвуваме и примавме сугестии и во таа насока го спремивме и Грозоберот. Општина Кавадарци интензивно помагаше и соработуваше со сите општински и средни училишта во приготовка на карнавалските маски. Во карнавалот, односно во дефилето на карнавалот, ќе земат учество околу 750 учесници, најавени, кои што ќе бидат од град Кавадарци, основни и средни училишта, меѓутоа и од многу наши побратими градови, општини и од Балканот. Во паркирањето на гостите кои ќе ги очекуваме да дојдат, се вклучени повеќе од 100 лица, волонтерски, кои ќе го регулираат паркирањето и возможувањето просторот на нашите гости кои ќе ги очекуваме да дојдат. Во недела за време на карнавалското дефиле очекуваме голем број на гости, пред се нашите граѓани на општина Кавадарци, нашите жители на Република Македонија, голем дел од амбасадорите и големи високи функционери веќе имаме најава за нивно присуство. Ќе ги спомнам и спонзорите во делот на Тиквишкиот Грозобер. Како најголеми спонзори се Евроникел, Винарска визба Тиквеш, Винарска визба Гоце Делчев, Кожувчанка и Градба Промет. Со донација во Грозоберот се вклучи целокупниот бизнис сектор од општина Кавадарци и од Република Македонија делумно. Така да можам да потврдам и да заблагодарам на сите за нивниот придонес и учество во делот на организирањето на Грозоберот со нивна донација. Учествуваме од повеќе штандови, односно 10 угостителски објекти од општина Кавадарци и надвор од општина Кавадарци веќе имаат земено штандови за нивно учество. И во делот на учеството од винарите имаме застапено повеќе винари, јас би ги спомнал двете најголеми, односно трите винари, тоа е Винарска визба Тиквеш, Винарска визба Гоце Делчев и Винарска визба Стопи. Уште една сакам да заблагодарам на сите служби во општина Кавадарци, на организаторите, на бизнис секторот, на граѓаните, на лозаропроизводителите, да посакам успешен карнавал, успешна година и Кавадарци да оди напред на едно повисоко ниво. Ова година за прв пат имаме критериум за издавање на штанд и за издавање на официјален простор во делот на организацијата на Тиквишкиот Грозобер, да не се продаваат други пијалоци во делот на алкохол, освен пијалоци од грозје, а тоа добро знаеме што се, вино, ракија, производи од грозје. Така да, еве ако беше прашањето за пиво, значи пиво нема да има на официјалните штандови на организацијата во делот на општина Кавадарци. Претходните години имало такви случаеви, меѓутоа ова година најдовме заедничко разбирање со сите учесници да го промовираме и пласираме виното. Сепак ова Грозобер. За прв пат ова година имаме организирано паркинг. 4000 паркинг места се обезбедени на 9 локации. Оние 100 волонтери кои ќе бидат вклучени, ќе ги насочуваат луѓето на делот на паркирање. Така да повеќе од 4000 места во еден момент ги имаме за паркирање луѓе од страна што треба да им дојдат како гости. Во делот на очекувањето на гости, јас нема да бидам скромен и би ми било желба да стварно овој настан биде пред се од безбеден и од културен аспект на ниво, а во делот на гости мислам дека ќе биде најпосетен настан за 2018 година. Така ме мојата и амбиција и желба да го постигнеме тоа ниво. Град Кавадарци располага со повеќе од 300 легла за спестување на гости. Скоро поголем дел се преземени од општина Кавадарци за официјалните гости, за оние наши побратимени општини кои што доаѓаат и учествуваат во карнавалот.
Мислам да наши информации дека се 100% сите капацитети искористени и делумно има недостаток во делот на хотелиерството. Така да нека биде овој потик за некоја наредна инвестиција да се работи на хотелиерство. Заедно со компанијата Екстрабус имаме организирано околу 30 автобуси кои што бесплатно ќе превезуваат лица од неколку градови од Република Македонија. Претежно тоа е поголем дел од главниот град Скопје. Ми се чини дека тоа е заедно на социјалните мрежи и на нашите веб страница објавено со точно време на поаѓање, враќање и лице за контакт. Председателот на државата господинот Ѓорѓе Иванов ќе биде присутен на настанот, ќе заземе учество во целокупната програма во делот на карнавалот и во делот на дефилето. И веќе имаме потврдено повеќе амбасадори, така да евроамбасадорот Жбогар ни е гостин, француски амбасадор ни е гостин веќе потврден, од германска амбасада ќе има представници, холандска амбасадорот ни е потврден, Босна српскиот амбасадор, така да поголемите земји, односно поблиските земји да речеме до нас веќе имаат потврдено присуство и нормално од владата на Република Македонија, ќе има представници и од кабинет на премиерот и од делот на Министерство за земјоделие. Сепак ова е земјоделска гранка кај што треба да се развива. Во делот на протоколот и на пречекување на гости, јавно сум задолжена јас, меѓутоа имам помош и од други лица од општина Кавадејци, така да во недела пристигнуваат гостите во 11:30 и сите гости ќе бидат пречекани како што е редот, ќе бидат пречекани во општина Кавадејци, потоа ќе бидат присутни на карнавалското дефиле.